сите оние кои што ја следите Црвена линија. Денес повторно имаме нов предизвик за вас. На самиот почеток, пред да го завртите нашиот добро познат телефон 0230766777, ќе искористам оваа прилика да им ја честитам првата во животот академска година на сите бруцоши, оние кои што започнуваат со својот студентски живот. Како и да е, денес ова само ќе биде почеток на онаа дискусија во која што верувам ќе ви има во поголем број. Очекувам да ни се вклучат и студенти и секако бруцоши, бидејќи ќе зборуваме на следнава тема. Го избравте Финки, сега вие сте финки. Порача вака деканот Јакимовски на првиот академски час. 1100 нови студенти забележа овој факултет, кои ќе бидат идни информатичари, а хиперпродукција имаме во последно време на програмерите. А техничките факултети и изучувањето на езиците и понатаму без студенти. Владата формира совет за унапредување на образованието и науката. Она што ве прашува Црвена линија, имаме ли воопшто стратегија во образованието? Секако нема да заборавиме да ве прашаме со вклучувањето во Црвена линија на кој факултет во Македонија би се запишале вие, доколку би се запишувале во оваа година. Како и да е, имаме и анкета на Инстаграм. Ке ве потсетам задолжително да следете на социјалните мрежи, покрај Фејсбук Црвена линија и секако Твитер Црвена линија. На Инстаграм, доколку не заследите и кликнете на нашето Инстаграм стори, веднаш ке ве пречека не само нашата денешна тема, туку и анкетата на која што очекуваме да го дадете вашиот одговор. Денешното прашање на Црвена линија гласи: треба ли државата да стимулира други науки? Одговарате со да и не. Ке ве потсетам, можеби сте почетници во Црвена линија, резултатите од Инстаграм анкетата ги објавуваме секогаш таму некаде по рекламите. Така да еве денес ги охрабрувам сите оние кои што се бруцоши оваа година, а и студенти кои што студираат на најразлични катедри да се вклучат во оваа денешна дискусија. Факт е дека пазарот на трудот ги диктира насоките на образование на оние кои што сметаат дека она што ќе завршат можеби ќе им биде најпрофитабилно во периодот во кој што студираат. Секако вработувањето и интересот за професијата можеби се клучни во изборот на образование. Затоа денеска зборуваме за тоа дали ние воопшто како држава имаме стратегија со оглед на тоа што филолошките науки, особено катедрата и за македонски јазик и за јазици, всушност повеќе има сега слободни места отколку запишани студенти. Клучуваме гледач веднаш. Добар ден. Да, добар ден. Вие сте во Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Ајде сега малку да ве навратиме наназад. Што имате завршено, прво ќе ве прашам? Јас сум безбедњак, сум од полиција, сум да ви кажам отворено. Безбедност предпоставувам, ама доколку во 2022 учебна 2023 би се запишувале, на кој факултет би се запишале? На техничките науки. На техничките науки. Затоа што, искрено да ви кажам, владата на Република Северна Македонија треба да ги на некој начин стимулира техничките науки, затоа што каде се дефицитарните технички науки. А тие правници, економисти, така натаму ги имаме во изобилство и затоа јас би препорача на владата да направи на стратегија со тоа што да ги стимулира на некој начин техничките науки, затоа што информатичари, електроинженери, машински инженери и така натаму, каде што во стопанството има потреба од такви кадри. Затоа треба тука владата поткитно да направи една стратегија каде што треба ваквите кадри на некој начин да ги стимулира, затоа што да не ќе дојде ден да ви кажам права која ќе мораме да образуваме такви кадри. Немаме такви кадри. Затоа јас би ги поздравив во владата што побрзо Министерството за образование направи стратегија за овие технички науки да ги стимулира. И благодарам многу. Благодарам што искористивте можноста, значи и зборувавте 90 секунди, толку е време траењето на секој излагање на оној кој што ќе се вклучи во Црвена линија. Јас ќе
подсетам еве вака на самиот старт, ќе ве охрабрам сите оние кои што сте можеби оваа година бруцоши, ќе ви честитам, секако ќе ви посакам многу успех во она што сакате да го постигнете како студенти, а меѓу другото еве и оние кои што можеби имаат дома бруцоши, па еве и некој кој што можеби се нашол меѓу оние 1200 студенти кои што се запишаа на Финки. Рекорден број. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила малку погласно за подобро да се слушнеме и сега ќе ве поздравам со вклучувањето во Црвена линија. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас. Па еве, прво прашање, што имате завршено вие? Јас сум средно полициско училиште завршено и дипломиран детектив за безбедност. Така. Изборот ви се чини дека беше добар, оно што го направивте се покажа како добар избор во однос на студии? Да, но доколку сега би студирал, би се запишал исклучиво на земјоделски факултет, затоа што доста сега има недостаток на храна. Али кај нас, за жал, во државата, секој втор е правник и исто така и секој втор е магистер. А затоа ни се случува тоа се што ни се случува. Недостаток на храна. Никој не сака да работи, поготово земјоделие. Зошто е тоа така? Што мислите? Па затоа што е така, затоа што се отвори факултет во секое село. Односно, по големо населено место се отвори факултет. А најлесно се завршуваат правните студии, затоа што тука нема математика, нема физика, нема ништо. Ода таму на испити со по една тетрадка и затоа е така. Никој не сака да учи медицина, технички факултети, прехранбена индустрија, затоа што тие се тешки факултети. А нормално државата треба да преземе мерки, прво да ги затвори тие факултетите во селата, каде што се завршува после 30-40 години. Внимавајте на тајмерот, ќе ве посетам 90 секунди е време траењето на секој излагање на оној кој што ќе се вклучи во Црвена линија. Големо благодарам што земавте учество во оваа денешна дискусија. Значи, студенти, драги мои, бруцоши и секако сите вие кои што сте во тек на своите студентски години, слободно јавете се во Црвена линија, можете да го пренесете вашето искуство како студент, колку сте задоволни пред се од она што го нудат катедрите на кои што сте запишани. Секако учебниците, развојот на технологијата е неминовна на катедрите, бидејќи во модерно време се разбира ништо не е онака како што беше можеби пред 15 или 20 години. Како и да е, ве очекуваме на 023076677, а ќе потсетиме дека и на Инстаграм може да не заследите и тоа е најдобро да го направите веднаш, бидејќи имаме анкетно прашање за оние кои што подоцна се вклучија. Денес ве прашуваме треба ли државата да ги стимулира и другите науки. Факт е дека е целосно намален интересот што се однесува до филолошките науки, исто така катедрата за филозофија. Интересно е дека и неверојатно е паднат интересот што се однесува и до уписите на земјоделскиот факултет. Но како и да е, факт е дека не можеме да бидеме најдобри само во една професионална ориентација. Секако на секоја држава и требаат различни кадри. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Се надевам не се лажам. Добар ден, имаме ли гледач во Црвена линија? Ке подсетам дека е пожелно да се намали тонот на ТВ приемникот. Може би прв пат го вртите бројот 023076677. Ало. Дали се слушаме? Добар ден, Црвена линија. Дали сум ја во програма? Вие сте во програма и тоа во Црвена линија. Добар ден. Многу тешко, јас вас преслушам, вие не знам како ме слушате. Јас одлично ве слушам. Иначе, што се однесува за факултети, ја факултет немам. И сега да сум исто млада, не би учела факултет. Зашто? Зашто ќе ти стои дипломата у ФИОКа. Све е партиски,
Све е преку врски со факултети. Еве го моето дете и факултет имаше и сега сосема друга работи. Зашто? Зашто не сме во партија влезени. Зашто не сакаше да оди во партија. Така сега се запослува луѓето. Се партиски. А зашо да учи? Толку пари да се дава за факултетите и ти стои дипломата така. Ако чекаше уште да не работи, ќе беше и без работа, и без стаж, и без ништо. Така да тешко е со факултетите, ако немаш и повторно кажувам пријатели и врски, зашто сега така е вработувањето. Така јас размислувам, може и другачи размислуваат. Така да бидете им поздравени. Благодарам многу, искористивте само 34 секунди, но како велам ја, понекогаш имаме гледачи кои што се куси, јасни и го кажуваат она во време кое што можеби на некој воопшто не му е доволно. Но како е да, имаме 90 секунди, доволно време за да вклучиме што е можно поголем број на гледачи, односно граѓани. Овој пат ќе ве префрла малку и кај Твитер заедницата, бидејќи се коментираше поприлично многу, со оглед на тоа што ќе потсетам дека на Финки оваа академска година се запиша 1100 студенти. Ке почнеме онака како што е редот, нормално Седекс напиша вака на Твитер, сега ќе можете и да видите, се надевам, вели: со среќа бруцоши, никој не вели дека ќе биде лесно, но не е неизводливо. Само храбро и напред кон вашите успеси. Ако некој што го поминал периодот факултет успеа да го исчита ова и смета дека нешто сум испуштила, ве молам слободно да дадете совети. Ајде да видиме дали успешно ќе се конектираме со нов гледач. Звони телефонот. Добар ден. Се надевам дека ме слушате добро. Вие сте во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам за вклучувањето во црвена линија. Па еве, како што ги прашувам сите, што завршивте вие? Како високо образование? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали се уште го имаме гледачот? Ало. Добар ден, верувам дека добро се слушаме. Добар ден. Најверојатно ќе останеме само на ало. Еве, јас знам дека многу пати се повторувам, можеби сум ви досадна со тоа, но еве се случува гледачи кои што можеби немаат искуство да се вклучат во ваков тип на емисии, во црвена линија. Задолжително ве молам, за да не се слушам таму во дневниот престој кај вас, кога ќе не добиете, односно кога ќе се вклучите во црвена линија, намалете го целосно тонот на ТВ приемникот, бидејќи нема да можеме да се слушнеме добро. Ќе зборуваме само преку слушалка, што значи исклучиво телефонски. Јас повторно ќе ве потсетам дека на социјалните мрежи дефинитивно можете, ако полесно ви е така, да коментирате, лајкнувате и шернувате. Се разбира, ако не заследите на Facebook црвена линија и секако на Twitter црвена линија, ако не заследите на Instagram, анкетното прашање за денес е: треба ли државата да стимулира други науки? Одговарате со да и не. Добар ден. Верувам дека се слушаме. Добар ден. И добар ден од црвена линија. Како и да е, вака сега, јас она што ќе направам, се разбира, ќе одам веднаш на Facebook, не случајно ве подсетувам дека имаме Facebook црвена линија, но нашите теми задолжително ги објавуваме и на профилот на телевизија Телма, на Facebook, што значи неверојатни, веќе подсетам, имаме можеби повеќе од 60 коментари, што значи дека граѓаните реагираат. Оно што прашува црвена линија денес е: имаме ли стратегија за образованието? Еве сега ќе може да видите како изгледа нашата објава на социјалните мрежи. Факт е дека имаме хиперпродукција на програмери, а техничките факултети и изучувањето на езиците и понатаму без студенти. Владата ќе формира совет. Еве, ќе потсетам за унапредување на образованието и науката. И сега малку вака ќе скролнеме за да видите кои се членовите во овој совет. Меѓу другото, уште еднаш прашуваме дали треба државата да стимулира други науки и дали имаме воопшто правилна стратегија за образованието.
На 023076677 имаме гледач, што е приоритет. Добар ден и вие сте во црвена линија. Добар ден, црвена линија. Не се слушаме најверојатно повторно, телефонот си звони. Ке подсетам уште еднаш. Прво ќе ве охрабрам сите вие кои што сте бруцоши, кои сте дел од академската приказна, студенти, се разбира да се јавите во црвена линија и да го пренесете своето искуство. Се разбира дали сте задоволни од она што го нудат нашите факултети и секако колку сте задоволни од квалитетот на образованието кое го стекнувате во текот на своите студентски денови. Добар ден. Добар ден, црвена линија, дали се слушаме? Ја ве слушам, добро. Вака. Повелете. Дори кој сега нели имаше на телевизија, дека сепак Да, не слушаме, продолжете. Сепак на медицина, нели имаше сега најмногу, да речем, сепак најмногу точно ни требаат доктори, сепак на медицина е најатрактивно, не викам немам ништо против тој, сепак нели тука доаѓаат правници, знаеме кај што се парите. И сега би рекла зашто да биат другите факултети изостани. Би рекла сега вака, значи земјоделски, хемиските науки, знаеме дека недостатува, да речеме металуршки, кај што се доста атрактивни, зборам нема пари, но зборам интересни аспект на наука. Така, значи тука треба да се инвестира, да речеме еве сега кај нас пак ќе речам, имате нанотехнологија. Нели, а викаме сакаме стужет, тука треба значи некој на машински збориме нели одсек, кога речеме сега нели програмери има, IT инженери да, но збориме дека треба тука малку нели за нанотехнологија да речеме од аспект нели на хемија, металуршки, машински, да тоа реков. Тука треба да се стимулираат тие факултети. Нели, факултетите и катедрите за јазици, па и филозофскиот факултет? Да. Би рекла, јазици се доста интересно, би рекла, кај нас знаете што треба да речеме, еве сега од историски аспект, да речеме, да се запишуваат, да речеме, и на овие стари, антички јазици. Ќе се стимулира и тоа. Не знаете, да речеме, се македонски, имаме збора, не треба да речеме старо-римски, така да речеме некој тука, еве старо-турски јазици, зборувам, че такви факултети ни треба. Вие на кој факултет би се запишале доколку сега ја имате таа можност? Па добре, не ми се години, би рекла, би сакала, еве, да атрактивни ми се јазици, да речеме, еве, старо-римски такви или би рекла металурски, нели сега со овие нанотехнологии, значи машински, тие се атрактивни. Благодарам многу, цениме што се вклучивте во црвена линија, ќе подсетам, внимавајте на тајмерот, еве сега ќе проговориме вака малку и од коментарите, нема да изоставиме, ги има премногу на Facebook. Пардон, Слободанка Илиоска вели: ќе зборнам за езиците. Прво увидете кои и какви професори предаваат и како се однесуваат према студентите. Има кои на последни 2 или 3 испити не ги пуштаат студентите, не оти студентите не знаат, туку дознаваат дека студентите работат било каде и било која работа. И одма им велат: а вие зошто работите? Не треба да работите. И ги туркаат. А прашање е зошто ги туркаат. Има многу коментари, продолжете да не следите, ќе подсетам на Facebook, црвена линија, и секако заследете ја телевизија Телма на Facebook, таму ги објавуваме нели нашите теми, коментирајте и секако нека се развие дискусија и таму каде што сме на социјалните мрежи. Вклучуваме гледаш, добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Дали ме слушате? Се надевам дека да. Да, ве слушам. Драго ми е. Сакам да ви кажам дека се залагам за тоа да сите факултети низ Македонија, каде што се отворија по Кратово, по Свети Николе, се тоа да се затвори луѓе. Зошто? Зошто? Па тоа е никаков квалитет. Јас сум студирал во Белград пред 50 години и знам каков квалитет, колку сум учил, како сум ја добил дипломата. Кои професори и какви професори ми предавале? Колку квалитетни биле? Кои се тие професори што со комбиња идат по Кратово, по Паланка, по факултетите да предават? Тоа се направи во некој период каде што Груевски сакаше на секое место да отвори факултет како не би имале студентите трошкови. Ако сакаме да имаме квалитетно образование, треба да се студира на државниот универзитет, а
на сите студенти кои ќе успеат да се квалификуваат за тој факултет, да се од цела Македонија државата финансиски со стипендии да ги поддржи. Значи да имат можност да студираат на државниот универзитет. Да се концентрира квалитет на професори. Ова се сведе, добивате диплома, квалитетот е, сте завршиле факултет како порано да сте завршиле средна школа. Благодарам многу пред се што се вклучивте во црвена линија. Ќе потсетам за сите наредни да внимавате на тајмерот. Го објавуваме на екран. Мерете го времето на вашето излагање и ве молам, намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден! Дали се слушаме? Вие сте во црвена линија. Добар ден. Баба Руска, предпочитам? Да, ја ве слушам, а вие мене? Да, одлично ве слушам, баба Руска. Како сте? ме позна, браво, браво. Па, како да не ме познам? Да не се представам ја, ти ме позна, нели? Секако. Еве, што сметате, како беше во ваше време кога требаше да се стекнуваме со високо образование? Извинете, дали имам право нешто вон темата да преговорам? Имам ли право, малку? Најдобро би било да биде за темата. Да се тркалото добиш и се кажав дека сум Бабарошка и земаа ми исклучија. Да им пренесеш дека сум и лута. Ке им пренесем? Јас сум редовна, ако добивам, тоа е моја среќа. Не смеја така да ми исклучува. Сигурно имало некаква голема причина. Ја немам студент да мојот унук е трета Баба Руска се блокирала централата. Баба Руска, ме слушате, блокирана била централата. Тоа е причината. Не, верувајте, не нешто дека е со цел или пак намерно. Добро, Баба Руска си имаше своја причина зашто да се вклучи во црвена линија, но ние имаме причина да ве подсетиме дека треба да се држите до темата за која што денеска дискутираме. Ги охрабрувам студентите, бруцочите и сите оние кои што се дел од високото образование да се вклучат во ова денешно издание на црвена линија. Не сме страшни, добре дојдени сте. Добар ден. Добар ден. Секој е добро? Дали се слушаме? Јас сакам да кажам дека државата треба да стимулира и други науки. Што завршивте Сакам да кажам вие? дека е многу важно факултет. Така, што завршивте вие? Вие што завршивте? Средноземјоделско и домословно и средноземјоделско сточарство. Имавме гледач кој што рече дека е пожелно да се стимулира. Јас завршив медицинскиот факултет, а и бев по медицинскиот факултет. Имаше едно пишеше здравјето е најголем дел на човекот. Сакам со еден начин да кажам оти криминал и корупцијата за тоа да велам се на високо ниво пак ќе речам и да си живееме убав живот со помагање, сите си помагаме, да се сакаме, сите македонци заедно. Треба ли државата да стимулира други науки? Туку да видиме понапред и поубав живот. Дали државата треба да стимулира други науки? Дали државата помага, да стимулира развој на други науки, значи да не биде нели да имаме само држава од програмери, туку нели да се стимулираат и оние кои што сакаат да студираат уметност, јазици. Најверојатно гледачот го имаме се уште не, најверојатно не. Како и да е, благодарам, цениме тоа што се вклучивте во црвена линија. Ке подсетиме дека потребите на пазарот на трудот се менуваат и интересно е дека околу 60 на толку студенти во просек секоја година се пријавуваат на насоката компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика на факултетот за електроника и информациски технологии, скратено ФЕТ. Ајде да видиме кој го имаме следен на линија. Добар ден. Добар ден. Драго ми е дека добро ве слушам, само намалете го тонот на ТВ приемникот. Зборувајте преку слушалка. Да. Добар ден. Добар ден, секој е добро, црвена линија. Дали се слушаме?
Да. Да. Еве, на кој факултет, пред се да ве прашам што имате завршено, ако имате завршено високо образование? Имам завршено факултет. Така, дали сега еве би го избрале истото тоа што сте го завршиле и во 2022 година 20? Би го повторил, да. А тоа е што? Јас имам завршено 50 години. Така. Повеќе од 50 години. Зашто се одлучивте пред 50 години? Мислам дека факултети беше сега за никаде. Зошто? Мислам, пренатрупени се факултетиве, многу факултети кои немаат никаква вредност, станала просто трафики за дипломи. Може да си купиш кај сакаш диплома. По факултети, по струга, по села, само без никаков факултет, без никаков вредност нема вредност. Нема еден факултет во Шангајскиот регистар на факултети. У 3000 нема еден. Док додека Београд има, Србија има 3 факултета во Шангајската листа, у Македонија нема никаква. Благодарам многу, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Интересно е дека досега гледачите кои што се јавија во Црвена линија сметаат дека токму таа дисперзија и постоење на повеќе факултети низ државата всушност влие врз квалитетот. Но, еве, јас уште еднаш ќе ги охрабрам оние кои што се директно засегнати, се разбира дали студираат, дали ја започнуваат својата студентска приказна во животот, да се вклучат во Црвена линија, да се јават и еве можете да ни откриете зошто сте го направиле, изборот кој што сте го направиле, што студирате и што очекувате, се разбира од факултетот во кој што ќе го стекнувате своето високо образование. Добар ден! Добар ден, Македонија. Еве, за почеток, како и за сите, ве прашувам што завршивте вие доколку завршивте високо образование и дали истиот избор би го направиле и во оваа академска година, доколку имате можност. Јас завршив машински техничар, бев на машински факултет, но се вработив и го запоставив факултетот, а да бев, да речеме, некаде во години пред запишување средна школа, би се запишал на теолошко, богословско училиште и после, дај Боже, и на теолошки факултет. Верам да сум на тие години. Така, на теолошки. Зашто би го направил то? Оти човек ако шири боголюбие, тој ќе ги сака луѓе че има и човеколюбие и родолюбие кон својот род и својата татковина. Ќе биде добар син или керка, ќе биде добар друг или другарка, брат, сестра, ќе биде добар дечко или девојка кон својот партнер, ќе биде добар сопруг или сопруга, ќе биде одличен колега и бизнес партнер, без да искористи злоупотреби, ограби својот соработник, ќе биде одличен премиер, министер, лекар, било која професија. Човек со човеколюбие, со боголюбие пред се е одличен човек. Таква држава и општество има напредок. А каде нема боголюбие, тука има себичност, користолюбие, злоба, сатанизам, геј паради, имаш коскарци. Треба ли државата да стимулира други науки? Што сметате ви? Молам? Дали државата треба да ги стимулира и другите науки? Па да, треба, само не некои оние безбожнички сатански работи кои ни се случуваат во Македонија. Цениме тоа што се вклучивте во Црвена линија. Ке потсетам, внимавајте на тајмерот. Ајде да видиме сега дали имаме веднаш гледач, бидејќи секогаш им даваме приоритет на оние кои што се вклучуваат директно во Црвена линија. Добар ден! Се надевам дека се слушаме, вие сте во Црвена линија. Добар ден! Ало. Добар ден, Црвена линија. Ало. Дали ме слушате? Дали ме слушате? Ало. Се слушаме ли? Јас ве слушам. Видете, Ало? Да, повелете. Не знам дали знаете, дали ви е познато колку...
Продолжете, ве молам. Се слушам. Да. Дали ќе продолжите? Ве имаме на линија. Јас ве слушам одлично, продолжете. И па вака, не знам дали знаете колку правни факултети има во Македонија? 25, нели? Продолжете, имате малку време, не ви влегувам во времето. Значи, во Македонија треба да се отворат уште 25 факултети треба, за правни факултети, мислам. За правдата може би ќе дојде на видење. Значи, Македонија во Европа рекорд води со правните факултети. Убаво е 4 во Кичево, 4 во Гост, до 45 правни факултети може би ќе го совладаат правото правниците. А треба ли да се развива стратегија за други науки? Дали се уште го имаме гледачот на линија? Одиме со следен гледач. Добар ден, црвена линија. Ајде, одиме сега. Знаете што, ќе ве префрла малку на Твитер заедницата, бидејќи навистина има многу коментари врзани со оглед на тоа што рекордна бројка пред се од 1100 нови студенти забележа оваа академска година Финки. Па ќе почнеме со твитот на Майкрофт кој што вели: I'm sorry, во превод жал ми е, ама смешно ми е. Финки првиот студентски час го држуваат денес во Филхармонија. Тоа се случи на 3 октомври. Да, интересно е бидејќи толку голема бројка не забележал Финки, така да тој капацитет да се одржи или првиот академски час, требаше да се најде и простор, а просторот е секако овој пат беше избрана Филхармонија. Инаку смели Кет вели: Финки комотно може да ги префрлат во зградата на Филозофски и така тројца студенти има таму. Тоа е всушност и темата на ова денешно издание на Црвена линија, бидејќи се добива впечаток дека одредени катедри, како и Филозофскиот, особено катедрата за македонски јазик и јазици, како да замираат. Одеме сега со уште неколку твита. Интересно е како се коментираше на Твитер, бидејќи бруцолшите од Финки беа собрани во просторот на Филхармонија. Дани вели уште малку да ги зголемат квотите, ќе треба и на градски стадион. За Црвена линија ви треба само телефонскиот број 0230667777. Да се намали тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка и веднаш да си речеме добар ден, како јас во овој момент. Добар ден! Ето, јас зборувам да се намали тонот на ТВ приемникот, но најверојатно не е направено тоа, па не се слушаме добро. Добар ден! Добар ден, Црвена линија. Ало? Дали ме слушате? Вие сте во Црвена линија. Јас се слушам. Добар ден! Добар ден. Се надевам дека се слушаме добро. Се слушаме? Повелете, еве, кажете ни денес доколку би се запишувале на факултет, кој факултет би го избрале вие? Стишете го телевизорот, ве молам. Значи, како да речем, ово ми подметување. Факултетите се отвори уште за време на опозицијата, а ова влада нелегитимно беше против. Сега и они користат. А со ова влада сега останување може и да се укинат, не камоли да се на кој факултет сакате да учите. Гледа се се беззаконие владее. А за 200 евро секој може да учи. Шансите и за тие загрозените семејства да се упишат деца за 200 евро годишно да учат. Да се упишуваат. Само убаво е да си квалитетно и знаењето да си го имат од и промени на власта ќе се провере секој знаење како тестирање и примање на работа, дали одговара, дали не. Факултетите не са лоши, секој нека учи, нека си студира, али имаше убави услови, сега условите ќе ги загрозат, ќе ги покачат. Исто
да речеме, басипацијата, всеки го ведат без лошожи, компјутери се. Здравомето, значи, ова владење важно треба прво да се чисти ово што е на власт ова. Мафија владее, не владее, беззаконие владее, уништување се, поскопување, афери, криминали, корупција, колку сакаш, презадолжување и така. Ништо не. Едина нема. Цениме што се вклучивте во Црвена линија, продолжете да не следите, сега кога ќе вклучиме и други гледачи, сега ќе ве префрлиме повторно кај твитерџиите. Имаме еден интересен твит, му припаѓа на Илче Затараковски, кој што вели: после Советот за унапредување на образованието и науката со Таче и Груби во главни улоги, фалит уште еден совет за унапредување на дивоградбите во легални градби со НЕФ и на чело и мојме да ги пречкртаме сите проблеми во државава. Така коментираше Илче на Твитер. Сега да видиме како ќе коментира новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Еве, да ни откриете на почеток што завршивте вие, доколку завршивте високо образование и што би избрале денес? Да, јас завршено високо образование, професор по биологија. Драго ми е. Магистер исто така, дополнително. Сакам да кажам, значи, на факултетиве наши, пред државните факултети, поготово на природно-математички факултет, се запишуваат многу малку студенти. Оваа насока, иако е стимулирана од државата за да се запишуваат студенти, поточно на физика, хемија и на математика, сепак студентите не го одбираат овие смерови. Најверојатно затоа што и самата професија како професор утре да предава во средно или во основно образование е многу малку платена. Денеска младите гледаат на професии кои што се добро платени и се запишуваат на тие факултети. Поточно примерот Преска Софинки што беше за одржување на првиот школски час во филхармонија, значи таа насока се бара и бројот на студентите е многу поголем. На тржиштето се бара информатиката и затоа се запишуваат толку на пазарот, мислам. Така, пазарот на трудот. Сметате ли дека државата треба да ја смени стратегијата во образованието? Мислам дека треба да ја смени, затоа што веќе се помалку и помалку има кадри кои што ги задоволуваат потребите на основните и средните училишта. Цениме што се вклучивте во Црвена линија, големо благодарам до вас. Време е да ве одмориме со реклами и се враќаме веднаш на резултатите од Инстаграм анкетата. Завршија рекламите, но сега е време да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Ќе ве потсетам задолжително за следене на Facebook, Twitter и Инстаграм, а оние кои што тоа веќе го имаат направено, имаат и одговорено на нашата денешна анкета, која гласеше: треба ли државата да стимулира други науки? Со да одговорија 75%, а со не одговорија 25%. Сега останува тука да ме видите мене, да ве поздравам, да ве препуштам на програмата на Тилма. Се разбира, гледајте вечерва Вин-Вин со Оливера Трајковска, ние утре повторно во истиот термин со нова тема и нов предизвик за сите нас. Довидување и убаво попладне.